Со демократите подготвени да направат сериозни придобивки на предстојните избори за Конгресот, Доналд Трамп е во обид да ги поттикне републиканците, одржувајќи 11 митинзи за помалку од една недела. При тоа тој ја зголемува антиимиграцијската реторика, но и военото присуство на јужната граница. We have about 5,008 will go up to anywhere between 10 and 15,000 military personnel. Трамп и нареди на војската да се распореди на мексиканската граница откако каравани со мигранти одат на север, иако тие се неколку месеци далеко од приближувањето до Соединетите држави. Републиканците го поддржаа ова распоредување, но критичарите велат дека Трамп ја политизира војската како трик за да ги поттикне републиканските гласачи да гласаат без вистинска закана за националната безбедност. Американскиот секретар за одбрана Джеймс Матис пак ги отфрла ваквите наводи. The support that we provide to the Secretary for Homeland Security is practical support based on the request from the Commissioner of Customs and Border Police, and so we don't do stunts in this department. Thank you. Трамп на митингот во Мајами го бранеше неговото ветување да стави крај на правото на државјанство за деца родени во Соединетите држави од родители кои не се американци. This policy has even created an entire industry of birth tourism, big business, where pregnant mothers travel to America to make their children instant American citizens. Според Трамп, гласањето за демократите е глас за ликвидација на границите на Америка. Во меѓувреме низ Мексико, кон Соединетите држави, се движат два каравана со околу 6000 луѓе. Мексиканскиот министр за внатрешни работи вели дека станува збор за хуманитарна криза. Estamos ya en una circunstancia inédita en el país. No es una mera caravana, es, como lo ha señalado algunos medios, es un éxodo migratorio. Караваните во моментов се на околу 1600 километри од американско-мексиканската граница.